Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во ново издание на Доктор Митов советува. Емисија посветена на здравствената едукација и на промоцијата на јавното здравје. Денеска зборуваме за една важна јавноздравствена тема. За темата и проблемот со предвременото раѓање. Предвремено родените деца и организацијата која што 10 години работи активно на оваа област. Лулка. Ви го представувам мојот денешен гостин, доктор Денис Ал-Халили, специјалист педијатар, кој што со својата организација една деценија наназад работи на оваа извонредно важна тема. Сакам да го истакнам моментот дека лекарите и во нашата земја, но и во светот, не само што може да бидат активни помагачи во здравствениот систем, истите имаат свое место и во општественото живење. Преку една ваква организација, која што ќе биде презентирана денеска, ќе истакнеме еден позитивен пример во нашето општество. Со доктор Денис Ал-Халили се знаеме од студентски денови, бидејќи сме иста генерација. И еве денеска разговараме, вие или ти како мој гостин, јас како твој домакин, на една тема која што е извонредно важна и со голема почит кон работата која што ја работите изминатите 10 години, а тоа е вложувањето во една невладина организација, во Лулка, и чинам дека беше многу важно да го истакнеме тој добар пример и да ги охрабриме на еден начин нашите колеги да бидат активни не само во ординациите, туку и надвор од нив, бидејќи тоа е суштината на јавното здравје. Добре дојдете во емисијата и молба за кратка историја, за кратко презентирање на Лулка како организација. Најпрво, благодарам за поканата. Можам да кажам, мислам дека од првите денови на факултет кога почнаме дека се знаеме. Во иста група бевме. Да, и драго ми е што дојдовме до овој момент и јас и ти. Да. Тоа што го кажавте дека навистина е убаво да ги поттикнеме колегите да се занимаваат малку и со оној едукативен дел од нашата работа или запознавање на граѓаните со она што значи јавно здравје, она што значи здравствена едукација и колку таа е сушност значајна. Јас го открив, да речеме, во изминативе 10 години работејќи во оваа организација Лулка. Она што најмногу внесов во оваа организација е пред се времето и вниманието, меѓутоа на некој начин кога сме ангажирани за нешто да поттикнеме или нешто да едуцираме некого, ние на некој начин и самите всушност се учиме повеќе и самите се едуцираме, и така да јас го сметам тоа за навистина една голема предност, тоа искуство кое што го имам во изминатите 10 години со оваа организација. Инаку организацијата Лулка, као што кажавте, постои 10 години, значи основана е на 27 јуни 2009 година. Се започна од, да речеме, едно искуство кое што го имав јас во работата, кое што беше во близок контакт со трудници, со мајки. Исто така беше нешто поврзано во однос на доењето. Бев активен во една компанија која што работеше со доењето и со промоција на доењето и со некои производи. Она што на некој начин го открив, всушност беше дека навистина има потреба и дека ние како доктори, како здравствени работници, навистина можеме да придонесеме во подобрување на условите за пациентите. Затоа што интересно е за оваа тема бременост, породување, доење, сите ние на некој начин сме или ќе бидеме и пациенти, дали преку нашето потомство или постарите преку внуците, кога ќе дојде време за внуци, така да на некој начин убаво е да се оваа област подобри или да се надминат некои работи, да се на некој начин работи на тоа, затоа што тоа навистина не засега сите нас. Така е. Вели Лулка денеска има 3 програмски насоки, би ги цитирал. Подршка на граѓаните во текот на бременоста и породувањето, тоа е првата. Промоција, заштита и подршка на доењето во Република Македонија. И трето, подобрување на условите на предвремено родените бебиња. Да почнеме поред за текот на бременоста и породувањето. Какво е нивото, според вашето искуство, на едуцираност на оваа мощна и важна тема? На темата бременост кај нас? Кај нас релативно мала,
Така. И иако сега многу повеќе се интересираат самите трудници и нивните партнери за овие теми, читаат доста, меѓутоа се уште сметам и од работата со Лука произлегува дека навистина се уште многу малку знаат за тој јавно-здравствен аспект во однос на превентивните мерки. Особено важно и особено тоа на кое што сега обрнуваме внимание во последно време е едукација уште пред забременувањето. Така. Затоа што мислам дека клуч за успешна бременост, за здрава бременост е уствари да се направат одредени прегледи и да се планира бременоста. Значи за да имаме здрав старт на бременоста. Не само здрав старт на животот кој ќе се роди бебето, туку здрав почеток и на бременоста. Еднаш додека разговаравме со личности кои што беа вклучени во дизајнирањето на здравствениот систем, падна идејата дека на задната страна од документот кој што го добиваат од книгата на венчани, Добре. Нели, пациентите ќе кажев, бидејќи тоа е медицинскиот жаргон, луѓето, младоженците, да речеме, на задната страна да ги пишуваат тестовите кои што треба да ги направат пред да почнат со бременост. Па тоа всушност и не е лоша идеја. Да ги кажеме кои се тие една мајка ако планираат еден млад брачен пар, доколку планираат бременост. Кои тестови кај мајката треба да бидат направени? Кои анализи треба да бидат направени? Значи видете, генерално, значи пред се главната порака и главната идеја на здрава бременост, на превенција и добра едукација на самите граѓани е пред се да биде бременоста планирана. Што значи тоа? Значи да бидат подготвени партнерите за бременоста, меѓутоа и за тоа што следи после неа. Доколку тие ја планираат бременоста, доколку е таа планирана бременост, се препорачува, се разбира да се направат одредени прегледи, како што се одредени гинеколошки прегледи на жената. Исто така веќе во денешно време се поактуелни стануваат и прегледите кај мажот, значи во однос на составот на семениот материјал, затоа што неретко се случува да може да има значи некој таков проблем, така да тоа на некој начин ја отстранува веројатноста за да има проблем. Исто така многу е важна и самата едукација на почеток на бременоста за прегледите, за сето тоа, за начинот на живот. Знаете зашто кај нас многу често, не секогаш, меѓутоа многу често во рана бременост трудницата смета дека може да прави се и се што. Значи дека може самиот стил на живот да биде ист, меѓутоа не за џабе се рекло друго стање или една втора состојба. Поинаква состојба во која што навистина е важно трудницата и што јаде, и што пие, дали ги зима оние суплементи како што е фолна киселина рано во текот на бременоста. Значи еден од фолната факторите киселина уште од сам почеток. Од сам почеток, ама еден од факторите што ги спомнавме за од пред да забремени што треба да знае и треба да направи е исто така и фолната киселина. Како што знаете, тоа е поврзано со една вродена состојба, значи вродена конгенитална малформација спина бифида, која што навистина со еден едноставен и ефтин лек како што е фолната киселина може да се превенира. И ред други, да речеме, компликации кои што би можеле да дојдат, кои што може да се спречат. Уште сме во периодот на, нели, ќе одиме до самото раѓање, па и потоа се разбира како педијатар пред се ќе се задржиме на предвремено родените дечиња. Добро. Со колегите гинеколози ќе ги збориме гинеколошките прашања, но сепак има нешто што е во делот важно, во делот на едукација на трудниците. Изборувајќи тука за тој подготвителен период, можеби, еве вака вие ги спомнавте таксативно, но важно е да ги подсетиме, убеден сум, за важноста, например, за пушењето, да истакнеме, за физичката активност, за исхраната. И ти си познат по борбата против пушењето и промоцијата на антипушачката култура. Јас исто така. Генерално, значи, многу е важно пушењето, значи да не пушат. Исто така многу е важно да не конзумираат алкохол во тек на бременоста. Оти колега, се зборува, проширена е помеѓу бремените жени една невистина, демек не престанувај да пушиш во тек на бременост, за да не си правиш стрес. Да не си правиш стрес или да не излезел никотинот од таму кај што бил складиран, па да се раздвижил тогашни системи, разноразни изговори. Затоа сакам што почесто да им го нагласуваме тоа дека мајката речиси и да нема поштетна работа која што може да ја прави за своето дете одошто пушењето. Апсолутно. Имаше еден интересен пример
каде што еден доктор, значи, кој што ја следи бременоста, перинатолог или обстетричар, кој што практично работи на здравието на фетусот, значи пред раѓање, имаше дадено еден интересен пример, тоа е исто така као да ја поливате вашата градина, меѓутоа цревото низ кое што тече водата за да ја поливате градината, практично го стискате и обезбедувате само малку од потенцијалот кој што може од водата која што може да помине. Така. И интересно е за примерот дека вашата градина секако ќе има последици, значи заради тоа што всушност мајката, тоа е исто така го кажуваме на овие работилници кои што е едукативни работилници за бременоста и за породувањето, го кажуваме, ја кажуваме и важноста на тоа што мајката прави. Зошто? Затоа што мајката преку плацентата, значи преку папочната врвка која што е врзана на едниот крај со бебето, а на другиот крај со постелката или плацента, е во близок контакт со циркулацијата на мајката, значи со крвта на мајката, и мајката во текот на бременоста диши за своето бебе, значи таа го разменува кислородот и јаглерод диоксидот, значи исто така за своето дете се храни, значи му обезбедува хранливи материи на бебето во текот на бременоста и исто така вишокот на отпадни материи преку мајчините бубрези се филтрира и всушност мајката на тој начин и го чисти и отпадниот материјал од метаболизмот или од развојот на нејзиното бебе. Со покажување на овој пример всушност колку мајката е важна за развојот на плодот, ние всушност препорачуваме и да не пуши мајката, меѓутоа исто така да внимава многу и како се храни и што се случува во тек на бременоста целокупно, не само од, да речеме, физиолошки аспект, туку исто така и од психолошки. Затоа што и психичката состојба, која што ако е променлива кај мајката, ако има стрес, од било која причина, значи хормоните кои што се ослободуваат во циркулацијата на мајката влијаат на развојот на бебето, на развојот на плодот. Дел негативно, дел позитивно, затоа што нели имаме хормони кои што се ослободуваат во тек на задоволство, кога мајката е среќна, задоволна и тие на некој начин го помагаат развојот на плодот. Во тек на мојата работа и во комуникацијата што ја правиме како организација Лулка со европските држави, затоа што сме како Лулка сме дел од една европска мрежа на слични организации во сите скоро држави во Европа. Значи интересно е што го промовираме новиот концепт на првите 1000 денови, тоа значи дека во текот на од самото зачнување практично и тие се бројат. И тие денови се од самото зачнување, целата бременност, која што е околу 280 дена, нели 40 недели по 7 дена, бидејќи бременоста генерално трае 40 недели, посакувана нели терминска бременност. Како што треба. Да, 280 денови и 360 првите 2 години, значи практично првите 2 години после раѓањето се смета дека се еден, како што знаеш ти да кажеш често, window of opportunity или прозорецот, значи прозорецот во кој што ние како здравствени работници и мајката, односно семејството, мајката и таткото, може да влијаеме сите заедно на подобар квалитет на бременоста, меѓутоа исто така и на подобар квалитет после раѓањето на животот на бебето и така доаѓаме полека и до нели темата за предвременото породување. Не сакам да те брзам, меѓутоа стигаме и до тоа полека. Тоа ми е важно, иако јас сум многу свесен, нели зборуваме дека често ја отвараме таа тема за пушењето. И јас сум изворено свесен дека не е пријатна таа тема. Меѓутоа ако некој се нафатил да работи јавно здравје и да едуцира на теми кои што се важни, тој луксус да зборувам на пријатни теми сме го напуштиле. Значи ние го немаме тоа право да зборуваме само што им чини на луѓето, или таа лагодност. Нема таа лагодност или тој да речеме дури би рекол форма на популизам. Да им кажеме на луѓето што сакаат да чујат. Ние тоа не можеме да го правиме. Бидејќи не би било ниту честно, ниту етично од наша страна. Апсолутно. Толку многу видеа нели имам снимено наназад и ја следам гледаност. Видеата кои што се поврзани со пушењето генерално се најниско гледани. Значи, а живееме во земја која што е шампион во негативна смисла во Европа за бројот на пушачи. Значи, ние имаме некаде поразлични извори од Институтот за јавно здравје, меѓутоа меѓу 42 до 46% од населението пуши. Што е катастрофа, што е национална здравствена катастрофа. Можам само да додадам, извинувам што ве прекинувам. Значи, генерално
дури и кога се правени истражувања, таа е, да речеме, некоја неофицијална информација која што Така. до која што сум дошол у тек на работата, е дека и кога се правеле истражувањата, практично не им се верувало на тие што ги прават истражувањата за бројот, односно процентот на пушачи во оваа држава, затоа што кога ќе ги одземеме старите луѓе, значи Имено. и децата кои што, да речеме, до одредена возраст секако не пушат, Останува дека од другите двајца од тројца испаѓа дека За жал, пушат. Јас тоа многу ме загрижува, особено кога имав прилика пред некој ден во близина на едно средно училиште во Македонија, каде што децата во мои очи, средношколци, деца, во мои очи деца, и деца се, одат на пауза на голем одмор, па да не беше дека секое второ дете за кај тоа училиште извади цигара да пуши. Да. Во тек на голем одмор. И тоа што се уште мали, а има голем дел што почнуваат и подоцна. И, значи тоа е страшна една страшна ситуација за која што ние не зборуваме. Зошто и бидејќи пушењето всушност нели влегуваме во темата за предвременни раѓања, една од причините е и пушењето. Да, може да биде една од причините и пушењето. Да ги кажеме сите. Јас вака би сакал прво да кажам за она што го кажавме, дека ние немаме комоција, немаме Именно, како доктори, значи комоција да го кажуваме само тоа што луѓето сака да го слушнат. Затоа што верувајте, ако го работевме или ако го кажувавме само тоа што сакаа да го слушнат луѓето, немаше да работиме ниту на подобрување на здравје, ниту на откажување од вакви лоши навики. Так. Значи, исто така тука е многу важна вакцинацијата, односно имунизацијата, затоа што во тек на овие работилници, таму каде што се спомнува раѓањето, таму се вклучува и педијатарот, значи иако овие што се за гинеколошки теми, значи во однос на бременоста и породувањето, ги пренесува информациите на самите работилници, ги пренесува гинеколог акушер. Так. Тоа што го кажав дека предноста моја е во тоа што јас многу научив во тек на овие 10 години, меѓу другото и од гинеколозите акушери кои што предаваат на тие теми, и затоа јас до негде можам да разговарам за ова. Меѓутоа, навистина и вакцините се исто така многу битна тема и многу често ни поставуваат прашања на работилниците. С чим се спомне бебе породување во болница, веќе знаат трудниците или родителите дека има вакцини во болницата кои што се даваат после раѓањето, и затоа има многу прашања. И секако не можеме да останеме рамнодушни на тоа или да го кажуваме само тоа што сака да го слушнат. Значи, едноставно јас сметам дека моја должност е тоа како лекар или како доктор кој што си ја земал таа професија и со која што практично живееме. Да. Можеби ќе се вратиме на предвремено родените. Можеби нема да сгрешиме вака кога збориме за едукација на луѓето. Ние да им ги понудиме колку што е можно повеќе овие податоци. Ние како лекари мислиме дека луѓето знаат, еве на пример на темата вакцинација. Мислиме дека е доволно познато, но не е доволно познато. Една наједноставна анкета да направиме да ги разликуваат граѓаните различните видови насипаници, ќе видиме дека луѓето ги мешаат. Значи дека во основа малите сипаници, останатите сипаници, дека луѓето ако ги прашате ги прележавте ли вие? Се зашто сега вакцинирате, јас имам прележано. Што апсолутно не е точно. Меѓутоа, затоа мислам дека можеби не треба да им одиме така, нели, во жаргон да речем на ѓон на луѓето, вакцинирај, туку да ги едуцираме, да објаснуваме. Значи, кои се важностите на вакцините, кои се карактеристиките на тие болести за кои што мислиме дека сме ги прележале, а не сме, која е нивната сериозност, која е смртноста? За жал, ние го видовме тоа. На морбилите, забите им ги видовме. Да, апсолутно. И тоа ги видовме на најнепосакуваниот начин. Со смртност. Видете, генерално на овие работилници која ќе дојде до дискусија за вакцините, јас обично кажувам две работи кои што сметам дека се значајни. Првото е начинот на кој што делуваат вакцините. Затоа што кога немало вакцини, луѓето прележувале. Нели, одреден процент од тие што ќе се разболат и што ќе прележат, за жал завршувале со смртен исход или со тешки последици до животни. Зборуваме за оние кои што ја прележале болеста во нејзината вистинска форма. А вакцината всушност е на некој начин имитирање
на тоа, всушност на контактот на самиот човек, на самиот наш организам со тој инфект, значи имитирање на контактот, меѓутоа без опасност да се разболеме вистински од вистинската, да речеме, од вистинската бактерија или вирус, од вистинскиот микроорганизам, туку едноставно да имаме контакт со некој ослабен или дел, мртов дел од тој микроорганизам и на тој начин да развиеме одбрана исто како да сме го прележале. Затоа што популацијата генерално знае дека ако прележиш болест за која што се вакцинира, после веќе имаш имунитет скоро за цел живот, односно долготраен имунитет. Така да ние всушност на тој начин попрактично го објаснуваме дека тоа е всушност вакцината, контактот и обезбедување на имун одговор да организмот веќе е запознаен. Случајно кога ќе дојде вистинската болест, како што е сега морбилин или околу нас, во тој случај организмот веќе ќе има одредена одбрана, односно ќе има меморија, имунитетот ќе има меморија, ќе има појак одговор или нема да се разболеме или ќе има многу помала слика. И втората работа што ја кажувам јас, што е многу интересна и што би сакал да ја споделам со гледачите, а тоа е дека светот во денешно време не би изгледал вака ако не постоеле вакцините. Зошто го кажуваме тоа? Затоа што тоа е една од оние, да речеме, напредоци во медицината или откритија во медицината кои што навистина обезбедиле да ние и технолошки и во секаква смисла и научно и во сите области да напреднеме како култура или како цивилизација, затоа што замислете вие сега да има на секој 10-15 години по една епидемија во Европа која што да речеме ќе однесе 20 на 30 илјади луѓе. Значи тоа е навистина многу сериозен удар за било кое општество. Така да навистина според мене јас верувам во тоа дека не би изгледало човештвото или ние не би изгледале вака како што е, доколку не постоеле вакцините. Така да има доста аргументи кои што може убаво да се пренесат и да сватат граѓаните, така да и оваа порака сега тука. Но заклучокот е тој, ние го немаме луксузот да збориме само на теми кои што се симпатични, кои што се допадливи. Се разбира, тоа ќе го правиме на начин со почит, со аргументи, со респект, иако сме свесни дека пораката може да има малку во себе и некои нелесно прифатливи аспекти. Никој не е крив ако не е едуциран. Значи, едноставно не се криви луѓето, туку треба да направиме се што може за да го пренесеме, да ја пренесеме таа информација на колку што е можно поразбирлив начин и најголем дел од луѓето всушност го разбираат тоа и започнуваат да веруваат на тоа што го кажуваме. Затоа што ако гледаат дека навистина тоа го кажуваме без страв дека ќе им се допадне или нема да им се допадне, едноставно докторот мора да има одреден авторитет во тек на работата, во тек на пренос на информациите, па дури и ова што го работиш ти. Значи навистина тоа поттикнува да го разбера тоа и да на некој начин не слушаат. Да се вратиме сега на предвремено родените или ние како што велиме медицински прематуритетот. Чисто за гледачите, прематуритетот, нели, за жал, 60 до 70% од смртноста на доечињата во нашата земја всушност отпаѓа на предвреме родените и сите компликации кои што доаѓаат во тој период. Да почнеме со ред, да почнеме со ризик факторите кои што придонесуваат едно детенце едно бебе да се роди порано од што би требало. Со напредокот на медицината, практично најголем процент од смртноста, од неонаталната смртност, значи во првите 28 дена, од доенечката смртност од 0 до 1 година, од смртноста дури и во првите 5 години, значи она што е детска категорија за смртност во детската возраст, значи дефинитивно отпаѓа најмногу на неонатолошките случаи, односно на предвременото породување, токму заради тоа што медицината напредува и со голем дел од причините кои што порано биле на поголемите дечиња, значи веќе се тие причини намалени и останува навистина ова како еден проблем. Тоа не е само кај нас, туку и во светот. Последните 20 на години навистина огромен развој има неонатологијата, најмногу во лекувањето и третманот на предвреме родените бебиња. За причините. Причините за предвременото породување, значи има неколку главни, може да има многу причини, меѓутоа причините може да бидат значи од страна на бебето, од страна на мајката. Значи генерално најчеста причина се смета дека се инфекциите во текот на бременоста. Затоа и кажавме преглед на мајката пред да забремени. Планирана бременост и преглед пред забременување. Да не има некои инфекции веќе претходно,
па да го искомплицираат цел момент подоцна. Да, затоа што кога ќе започне бременоста, тоа е еден релативно изолиран систем. Да. Значи значително потешко има контакт после од надворешната средина со плодот и некогаш може инфекцијата да тлее, значи да постои, меѓутоа да мајката на некој начин не дава знаци или не се тие многу манифестни. Не се манифестни, значи проверка си треба. Точно, исто така овие генитални инфекции, така наречено сексуално преносливи инфекции, најчесто се без симптоми. И тоа е всушност и проблемот. Човек, токму така, и тоа е всушност проблемот зашто се шират и зашто прават проблеми, зашто не се лечат пред забременувањето. Значи инфекциите се една од важните причини и често се случува да има предвремено прскање на околуплодовите обвивки или пром. Тоа е една состојба по која што после прскање на водењакот едноставно не може да продолжи бременоста понатаму заради тоа што веќе има контакт со надворешната средина и прашање на време. Да, најчесто во тек на првите 18 или 24 часа после прскање на воденикот треба да се направи породувањето. Ако е многу рана бременоста, тогаш со одредена терапија, значи со хоспитализирање, значи со повеќе мерки кои што перинатолозите ги спроведуваат, значи тоа не е директно моја област, морам да кажам. Меѓутоа, со тие мерки кои што се спроведуваат од страна на перинатолозите, всушност се обидуваат да колку што е можно да се одржи таа бременност, меѓутоа сепак во овој случај со прскање на воденикот, тоа е навистина тешко и е ризично понатаму, ако долго трае, ризично и за бебето, за мајката. Друга причина исто така многу важна е прееклампсијата. Односно тоа е една состојба во која што во текот на бременоста постепено, меѓутоа обично во втората половина од бременоста се развива една слика на покачен крвен притисок. Зголемени протеини во урината, на отоци кај мајката, појава на отоци кај мајката и тоа исто така ја компрометира, може да го компрометира и развојот на плодот, односно циркулацијата, фетоплацентарна циркулација и поради опасноста за мајката, значи единствен или најдобар начин да се излечи ова е всушност со предвремено породување, за жал. Често пати зборуваме нели дека кога се прегледите во периодот на бременост и зборуваме дека сега дојде еден период на дигитализација, на пречесто гледање на ехо на дете, значи мајките одат, некои земји дури се загрижени заради пречестата. Многу големиот број на прегледи тек на бременност. Навидум тие се неопасни прегледи, но парадоксалниот момент е дека во Македонија вие ќе најдете жени кои што имаат многу прегледи, ехо прегледи да речеме, но од друга страна пак не им бил мерен притисок, не им бил мерен крвен притисок. И тоа е нешто кое што сакам како уште една порака да го испратиме. Дека тие едноставни проверка на урина и проверка на крвен притисок, можеби ако не си наједноставните тестови во текот на бременоста, се нешто што треба да се прави. Апсолутно. Она што го правиме... Пак се поврзуваме, нели, ама здрава бременост води кон здрав исход, кон здраво дете и предвременото раѓање и прееклампсија. Се смета дека не може сите предвремени породувања да ги превенираме, али еден одреден број може да превенираме. Со превенирање, односно со намалување на бројот на предвремени породувања, ние всушност ќе го намалиме и да речеме несаканиот исход кај еден дел од новороденчињата, затоа што колку порано се роди бебето, толку е тоа понезрело и толку има за жал поголема веројатност да има компликации од тоа предвремено породување или за жал некојаш и смртен исход. Како Лука работиме на една тема исто така со таа мрежа на организации со која што работиме за информирање на јавноста за прееклампсијата. Значи тоа е светски ден на прееклампсијата, беше на 22 мај, сега неодамна, значи ние имавме прв пат оваа година го одбележуваме заедно со цела Европа, меѓутоа имавме доста материјали кои што се баш за овие мерки. Значи една од најважните работи што треба да се направат е на трудницата да и се посвети внимание во однос на историјата на претходни бременности нејзини или претходни бременности во семејството. Значи дали има ризик фактори. Затоа што се смета дека прееклампсијата може и на тој начин да се открие веројатноста или ризикот да се појави. Испитувањето на урината, испитувањето на крвниот притисок, проверка на ехо, значи пак ќе доеме на ехо, не треба да има премногу прегледи, меѓутоа треба да има одредени прегледи што мора да се направат. Целни, што се вика. Препораката од врвни
значи акушери, од врвни перинатолози, акушери кои што следат бременоста, е да се прегледа во првиот скрининг, значи да се прегледа циркулацијата на утерините артерии. Значи тие две артерии кои што всушност преку матката, преку постелката и папченикот всушност нели рековме го хранат плодот. Да. Друга причина која што може да биде за предвремено породување е застој, односно отежната циркулација или отежното хранење на плодот и заостаток во растот на бебето. И во тој случај науката, медицината утврдила дека по-лесно или поголема шанса за преживување има бебето ако се извади порано, ако има голем застој, отколку ако се износи до крај, па тоа на некој начин да остане премногу мало во однос на гестацијската возраст. Тоа се вика СГА или ЮГР, тоа значи интраутерен застој во растот. И тоа значи дека со тоа што се прекинува бременоста од страна на акушерите, всушност се прави на некој начин добро за плодот, затоа што се смета дека во надворешната средина и покрај сите ризици од третирањето на предвременото породување, нели интензивна неонатална интензивна нега и сето тоа, дека може да има поголема шанса за добар исход ако се прекине бременоста. И тоа се, да речеме, некои од тие главните причини за предвремено породување. И уште една би спомнал, загадениот воздух. Како една од темите кои што за жал ние не можеме многу да избегаме од тоа, нели не е толкаво значењето во однос на овие што ги кажавте, но нели се повеќе и повеќе се почнува да се спомнува таа тема како загаденоста на воздухот, како и она влие. Јас би замолил ако може и да го смениме слайдот за да преминеме на следното прашање. Ќе разговараме за една единица за нели NICU, популарно кажано интензивна нега. Следниот ве молам, кога ќе ја прикажеме овој момент. Моментот на така наречената кенгурска нега. Како би било на македонски? Ние во тек на нашата работа го викаме кенгурирање, во тек на промоцијата, или како процес кенгурирање или контакт нега со контакт кожа на кожа. Кожа на кожа. Знам дека вашата организација има работено на оваа тема. Јас сум фасциниран. Постојано работи. Јас сум фасциниран со овој момент. Дали може да го објасниме на гледачите вака сосема накратко за што станува збор? Конкретно ако збориме и за, нели уште сме на темата предвремено родени дечиња, за овој начин на грижа кожа на кожа. Значи вака, утврдено е тоа овој начин на нега или на ставање на бебето на градите на мајката започнало на предвреме роденото бебе, започнало сосема случајно. Тоа започнало 70-тите години во Колумбија, во Богота, каде што имало многу предвремено породување, многу малку кадар и недостаток на инкубатори. Затоа што инкубаторите, оние во кои што практично ние го чуваме бебето за да се одржи температура, влажност, сите услови кои што на некој начин се трудиме да имитираме матката, нели, како идеална средина, ете така. Значи тие се релативно скапи апарати и 70-тите години во Колумбија немајки веќе што да направат двајца доктори, го започнуваат бебињата да ги поставуваат на градите на мајката со капче и чорапчиња, само со пелена. И со пелена и да биде залепено директно на кожата на мајката. Да биде залепено на кожата директно на мајката и покриено од озгора со покривач, како што е на фотографијата. Со кебенце. Да, со кебенце. Со тоа што утврдено е дека сите витални параметри кои што го карактеризираат предвреме роденото бебе и кои што ние постојано ги мериме, се подобруваат доколку е бебето на овој начин, да речеме, држано на градите на мајката, споредено со сето друго што ние се трудиме да го имитираме со инкубаторите и со сето тоа. Мене ова многу ме фасцинира. Ќе ве прекинам, ќе продолжиме да разговараме. И мене може. Многу ме фасцинира од две причини. Прво, бидејќи ја правиме најпростата можна активност. Значи, детето не го чуваме во инкубатори со сето благодарение кон технологијата, кон сите предности. Но се што правиме е детето го ставаме на кожата на мајката, под А, и под Б, кои ефекти одеднаш гледаме дека ги има таа поздравието на бебето, за сето тоа да биде бесплатно. Нели, земајќи предвид колку е комплицирано, колку се троши, колку па имаме инкубатори, па немаме инкубатори. Сега во Македонија дебата беше имаме инкубатори, немаме инкубатори, а негата кенгурирањето
не е баш застапено како што може да биде застапено во полн потенцијал. Видете вака, инкубаторот своето значење го има. И ќе го има секогаш. Особено ако си биде за вештачка вентилација, ако зборувам. Значи, апсолутно е важно да Неговото детето биде во инкубатор. Меѓутоа, се смета дека колку што е можно подолг период во тек на 24 часа, ако поминува наградите на мајката, толку ќе биде подобар исходот. И тоа е докажано со студии и сега ќе ви објаснам зошто. Ете. Медицината порано, значи неонатологијата, има еден многу интересен развој каде што со откривање на во исто време карактеристиките на едно предвремено родено бебе и можностите на технологијата и на науката, всушност ние ја повлекуваме границата на третман на децата и на да речеме релативно добри исходи од лекувањето, се снижува границата. Така. Да речеме, ако некојаш се сметало дека под 30 или под 35 недела бебињата едноставно не сме можеле да им помогнеме, не ние, туку тие генерации што биле пред нас. Така. Значи, сега веќе таа граница се спушта и сега веќе можеме да понудиме, значи не секогаш, меѓутоа можеме да понудиме, значи подобар начин на лекување кој што границата ја спушта. Меѓутоа, ако мајката со бебето, значи поминува одреден период во тек на тие 24 часа на овој начин, што се открива? Ние всушност откриваме дека кога ќе се роди бебето пред време, не се незрели само неговата кожа, неговите бели дробови, нели она што е многу важно по однос на дишењето и таа механичка вентилација која што голем дел од бебињата мора да ја имаат поддршка респираторна. Значи, меѓутоа тука е многу важно дека е незрел и мозокот. Така. Оваа нега, покрај тоа што го стабилизира нивото на шеќер во крвта, стабилизира пулсот, значи едноставно има помали промени на пулсот и постабилен е пулсот, односно работата на срцето. Уште една придобивка. Помирно е дишењето. Уште една придобивка. Нивото на гликемија, значи на шеќерот во крвта кај оние што се на ваков начин, значи подолго време во тек на денот негувани, е постабилно и подобро е нивото на шеќер во крвта и доаѓаме до оној момент, значи за развој на мозокот. Самиот мозок кај предвреме родените бебиња е незрел и како што се развива бебето во матката, сите негови органи, така и мозокот се развива. Се смета дека овој тип на нега нуди најдобар можен мирен сон на предвреме роденото бебе, кој што од друга страна па мирен сон му овозможува да колку што е можно подобро се развива неговиот мозок. Затоа што знаеме дека најмногу се развива мозокот и на предвреме родените и на терминските бебиња и на децата едноставно во тек на спиењето, односно во тек на сонот. Ако ние обезбедиме непопречен сон преку овакви сеанси со кенгурирање или со нега со контакт кожа на кожа, го поттикнуваме развојот на мозокот, меѓутоа исто така тактилната стимулација, допирот, затоа што дел од развојот на бебето и во матката, меѓутоа и после раѓањето е допирот, значи тоа е многу важен момент. На овој начин всушност допирот се поттикнува многу. Исто така, огромна предност на овој тип на нега е тоа што кај мајката се поттикнува лактацијата. И веќе се случува, апсолутно, и веќе се случува негде од 32-33 недела да бебето не може активно да цица ради физиолошките нормални препреки кои што ги има, синхронизираност на дишењето, голтањето и цицањето, тоа треба малку подоцна недела за да се спроведе. Меѓутоа, многу е интересно дека оно може да ја поттикне лактацијата на мајката и на некој начин да внесува и мајчино млеко како дел од што за таа возраст е фантастично нешто. Значи промената што по тоа што го читам јас од посовремените, да речеме, достигнувања е дека успеано е дете да цица веќе и на 29-та недела, што е многу рано, значи многу рано и неуобичаено, меѓутоа ги пробиваат развиените, да речеме, системи кои што работат со предвреме родени бебиња, ги пробиваат границите, значи веќе на 32-33 успеваат еден дел од оброкот да го дадат со доење, што е огромен бенефит и за бебето и за мајката и за општеството. Тоа сакам да го стимулирам и да го истакнеме, дека не се трудат и најсовремените здравствени системи, не знам каков лек кај предвреме роденото дете да стават во функција, туку да процица. Тоа е успехот. Да се обезбеди мајчината лактација. Значи тоа е вредноста на млекото, особено во периодот кај предвремено родените деца. И таа порака сакам да ја пренесеме. Впрочем, еве да ја употребиме и денешната емисија, јас честопати нели кажувам, не е само едукација, туку да покренеме активност. Повик до болниците, до приватни болници, до јавни болници.
до пациентки, до нели, мајките, Трудници. до трудниците, па и до мајките мајките на предвреме родените дечиња. Побарајте кенгурирање во болницата во каде и да сте. Во моментот, макар и ако не се подготвени, да ги стимулираме болниците кон тој голем чекор кенгурирањето, длабоко сум убеден, верувам ќе се согласите. Има огромен потенцијал и треба како држава да вложиме тука. Знаете, има една флоскула која што вика кенгурирањето е пожелно или со студија е докажано дека има најголем бенефит ако се почне колку што е можно порано, колку што е можно подолго да трае и колку што е можно понепрекинато да биде кога ќе почне. И затоа во денешно време има болници во кои што родителите поминуваат по 8 до 12 сати во згодна фотелја на која што практично го носат, го држат бебето на своите гради, почесто мајките, меѓутоа понекогаш и татковците. Да, па дури ако има и постари братчиња и сестрички кои што се на одредена возраст, и тие помагаат. Зашто? Затоа што, како што кажеме, тактилната стимулација. Исто така тука е многу значајно и би сакал да го потенцирам, борбата против инфекциите започнува со пуштање на родителите внатре. А не обратното. Да, не обратното, не да се Зошто го кажуваме тоа? Да. Затоа што ако родителите се внатре, односно мајката ако е внатре, прво и најважно помага во негата на сопственото бебе. Да. Значи инфекциите помалку се шират заради тоа што на некој начин со контактот кожа на кожа бебето се колонизира со флората која што има мајката. Затоа што ако ние пуштиме по една мајка за секој бебе, јас не викам дека сега има услови или не кажувам дека тоа е, да речеме, нешто кое што може одма да почне кај нас. Но не е научно фантастично. Значи не, апсолутно. Тоа е нешто на што мораме да почнеме да работиме. Се почнува со една иницијатива, со една желба. Ете така. Ќе кажам јас после нешто и по однос на тоа, меѓутоа генерално што сакам да кажам, дека и самата борба против инфекциите започнува со овој контакт со мајката и со овој контакт кожа на кожа, односно кенгурирање, заради тоа што поголем дел од времето бебето поминува на кожата на својата мајка, која што генерално има нормална флора, е населена со нормална флора. И таа ќе си превземе, како што е од кај мајката, ќе си превземе и кај детето, и како што ја штити мајката, ќе почне да го штити и детето. Токму така, современата наука, медицинска наука кажува дека како што имаме ние специфичен отпечаток нели на прстите по кој што се идентификуваме, така исто така може да се идентификуваме и по специфичноста на флората со која што се населени нашите црева и со кој што е населена нашата кожа. Затоа што секое семејство, секоја единка, секој, да речеме, пар, значи трудница или родители и нивните деца всушност ја делат флората. Затоа што и ако е термински родено бебето, ние после 2 до 3 дена го пуштаме дома и тоа дома апсолутно веднаш се населува со нормалната флора од неговите родители. Така да токму заради тоа е тоа исто така важно затоа што му го даваме тој уникатен печат на секое предвреме родено дете со овој начин на нега контакт кожа на кожа. Тоа бара и одредени предуслови, меѓутоа се смета дека е една од најевтините мерки кои што може да се направат за подобрување на резултатот или на исходот од лекувањето или за борба против, како што кажеме, против инфекции, за поттикнување на доењето. Кај предвреме родените и додека се во болница, меѓутоа исто така и кои ќе си одат дома. Зошто? Затоа што ако мајката има редовен контакт со нејзиното бебе, нејзината лактација е многу повеќе поттикната или едноставно лактацијата е стимулирана со тој контакт чест, споредено со да речеме ако мајката не може да биде со своето бебе премногу често, во тој случај едноставно лактацијата може да се изгуби и после веќе никогаш да не дојде. Огромна штета да се нанесе. И кога дојде бебето дома, значи тие што навистина се упорни и што може да ја одржат лактацијата, го гледаат бенефитот од доењето и после доаѓањето дома. Јас морам да кажам во оваа прилика. Ајде. Дека скоро една година работам на клиниката за гинекологија и акушерство на одделот за неонатална интензивна нега. Она што 10 години го работев со Лука, сега имам можност да го видам и да придонесам, како што кажавте на почеток, дека не е само да придонесеме во рамки на здравствениот систем со нашата работа, туку и со едукација на пациентите. Така да тоа што таму го работам, значи е токму работам со овие предвреме родени деца и навистина има напори да се на некој начин полека по полека воведе овој начин на нега да се внесат родителите, меѓутоа тоа бара и одредени предуслови, тоа е тоа. Но да одлучиме, тоа е тоа. Мислам дека не станува збор за нешто многу скапо. Нели збориме, имаме пари за инкубатори, немаме пари за и за други дискусии.
еве нешто што има фантастични резултати, докажано никој не го оспорува тоа, а цената е толку смешна од аспект на пари и на услови. Споредено со други со се друго, мерки и работи, да. Приближно што не можеме ни да ја разговараме. Така што ова нека ни биде, еве тоа и да ни биде главната порака на денешната емисија. Кенгурирањето ако ни биде, јас сум повеќе од задоволен. Јас би додал уште нешто и јас сум задоволен. Да. Се согласувам. Би додал само уште нешто. Значи, во тек на овој контакт што се прави, значи овој контакт може да се прави контакт кожа на кожа, може да се прави и додека е бебето во болница, меѓутоа и по доаѓањето дома. И веќе има голем број на родители кои што го прават по доаѓањето со бебето дома и тоа пак го поттикнува тоа што кажеме тактилен развој, стимулација. Така да навистина тоа наоѓа примена или може да помогне и во тек на лекувањето во болница, меѓутоа и по доаѓањето дома во првите месеци, навистина помага. Исто така, од друга страна, еден од аргументите, да речеме, често може да биде дека нема место. Меѓутоа, има единици во различни градови, во различни држави, да речеме, во светот, има единици кои што се и многу помали, меѓутоа, помеѓу инкубаторите се поставува по некоја лежалка или по некоја столче, така да многу ретко се случува да просторните услови се проблем. Затоа што верувате мајката и на игли да ја ставите, ќе биде за да биде до нејзиното бебе нема и да има апсолутно нема да има проблем тоа... или нема да речеме нема да се буни или да негодува затоа што тоа ќе овозможи контакт со нејзиното бебе. Ако треба што рековте на игли ќе стои само за да биде со своето бебе, дотолку повеќе што има пракси на неколку недели, на неколку месеци да не дојдат во реален контакт, особено за прематуруси, за предвреме родени кога зборуваме, така што еве една област каде што можеме да направиме фантастична промена со минимални ресурси. Волја нам треба само тука. Треба да се реши и треба и волјата е клучна. Доктор Денис Алхалили, многу ви благодарам, мој драг колега. Во наредна прилика пак ќе ве викнам, пак ќе разговараме. Имаше уште теми за кои што требаше да допреме, но да си оставиме нешто и за следната прилика. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас. Ние продолжуваме понатаму. Наместо заклучок, наместо крај на оваа емисија денеска, упатувам повик. Повик до сите болници каде што има породилишта, каде што има деца предвремено родени. Ајде да направиме нешто што е многу едноставно. Кенгурирањето. Тоа што е докажано во цел свет, за кое што има многу наука, за кое што требаат многу малку ресурси. Да почнеме да го практикуваме и од некаде да почнеме работите да ги подобруваме мощне видливо. Денеска имавме една многу значајна тема и јас особено со гордост и со задоволство зборувам на оваа тема со колеги кои што се од моја генерација и кои што напредуваат во медицинската струка. Голема благодарност до вас, голема благодарност до Алкалоид и до Авицена, бидејќи го направија овој проект да биде возможен. Се гледаме следната недела.